Добро утро и од мене, јас сум Александра Бубевска, а во денешната рубрика посветена на жените и женските теми, сакаме да поразговараме со Кристина Леловац, актерка, професорка на Факултетот за драмски уметности, активистка за женски права и основачка на фестивалот за феминистичка култура Прво па женско. Доколку имаме да ја поздравиме, Кристина, ви благодарам што се вклучувате во денешниот утрински брифинг. Фала ти многу, Сашка, и тебе и на утрински брифинг за приликата. Сакавме да поразговараме за оваа иницијатива што ја објавивте пред неколку дена, а тоа е дека сакате да развиете платформа за феминистички изведувачки уметности. Тоа е вистинска реткост, би рекла, кај нас, бидејќи ми се чини ние се уште сме со тоа застареното дека уметноста нема родова перспектива, но еве вие тоа го демантирате на некој начин и почнувате една иницијатива која што е многу интересен, која што има многу интересен наслов, а тоа е испробување на феминистички иднини. Да, всушност идејата беше во некаква смисла да се одговори на овој контекст кој што е неверојатно предизвикувачки и неверојатен предизвик во секоја смисла. Секако тука беше како да се осмисли програма на феминистички фестивал во услови на пандемија, во услови кога фестивалот најмногу се работува со независната културна сцена, која што од пандемијата беше погодена на еден специфичен начин, чии што чинителки, чинители и онака прекаријатни без малку останаа без никакви приходи. Од друга страна, не видовме дека релевантните институции вистински се занимаваа со тоа. И на некој начин, мислам, чувствувавме одговорност да фестивалот го искористиме како прилика да во некаква смисла го, како би рекла, го тампонираме тој силен удар. Секако во рамки на тоа со што фестивалот се занимава. Тоа се родовите перспективи во уметностите и во културата. Тоа беше едната причина, другата причина беше секако да се адресира и тоа дека во формалното образование, од каде што и самата доаѓам, и во таа смисла ова го говорам од прва рака, меѓутоа и кон себе како известна критика, нема доволен, како би рекла, не постои доволно родово промислување во уметностите. На формалните уметнички школи тоа не се учи и врз основа на тоа воопшто и не се ни практикува понатаму на сцената, и многу ретко можеме да видиме родови интерпретации во уметностите кај нас. Така што тоа е некоја причина поради која што ја основавме оваа платформа, темелена на солидарност, на некое заедништво, на некое заедничко учење, поддршка на тоа што всушност се темели фестивалот Прво па женско е веќе 9-та година. Да, 9 години, 9-та ќе биде оваа година на фестивалот, но сакав повторно малку да се вратиме на ова што го велите дека кај нас не постои родова перспектива кога се работи и кога се зборува за уметноста, за изведувачките уметности. Тоа во светот, па и во регионот, е веќе некако темелена работа, нормална работа, но кај нас се уште владее таа патриархална некоја промисла дека уметноста нема род. Не знам колку е прашање на патриархална промисла, мислам дека едноставно не постои доволно промислување на уметностите во даден општествен контекст. Која е нивната општествена релевантност? Зошто ние како општествени чинители се занимаваме со некои уметнички пракси? Не постои никакви критички пракси, не постојат на уметничките факултети да можат да студентите бидат во допир со нив дури во текот на нивното додипломско студирање, за да потоа во понатамошното образование или нивната уметничка пракса ги практикуваат. Така што и самата доаѓам од факултет кој што нуди одлично образование за луѓето кои што сакаат да се занимаваат со театар и со филм, во смисла на професионални знаења, во смисла на некоја професионална етика, тука тоа е несомнено. Меѓутоа, мислам дека едноставно не, како би рекла, школите те спремаат да бидеш професионалец во свет во кој што не е возможно да бидеш таков професионалец. Мислам, вие кога излезете од ФДУ, имате прекрасни, кажи го,
професионални вештини, меѓутоа немате никакви вештини да успеете во таа не само да успеете, едноставно да се одржите и да действувате во својата професија во општествените услови кои што не ја третираат на начинот како што ја третираат. А што би било потребно да тие луѓе што излегуваат од факултетот можат да ги применат своите професионални вештини што ги стекнале таму? Оно што по мене е клучно и мислам дека оваа платформа меѓу другото и ќе отвори такви едни перспективи, а тоа е дека изведувачките професии или луѓето кои што се занимаваат со изведувачки уметности, нивната не е единствен пат да станат дел од некоја културна институција, туку постои можност, доколку се разбира и културната политика на државата тоа го препознае како општествено релевантно, да останат на независната културна сцена, тука да можат да се развиваат, тука да можат да добиваат дополнителни знаења, континуиран некој развој, така што во некаква смисла е всушност прашање на пошироко промислување на професијата во општеството. Дека таа не е само за да дека професиите врзани со изведувачките уметности не се само за да завршат во некој институционален театар на репертоар, туку дека постои еден широк спектар на можности да бидат активни чинители во општеството од својата позиција. Вие во текот на фестивалот кој што мислам дека го планирате оваа година за во јуни, ќе имате и таква една серија предавања за женските перспективи во изведувачките уметности. Што значи тоа? Тоа е всушност дел од оваа платформа, која што ќе продолжи да се реализира до крајот на оваа година со поддршка на Квина Тилквина, фондацијата и на Фрида, Young Feminist Fund, тоа се нашите поддржувачи веќе неколку години и практично платформата нема да се случува само на фестивалот, туку баш напротив ја организиравме така да трае до крајот на годината, во кој што овие две девојки, кои што две жени уметници од независната културна сцена, кои што ќе бидат избрани да развиваат своји авторски проекти во рамки на платформата, покрај поддршката што ќе ја добијат во нивниот креативен процес, кој што ќе биде и креативна, и логистичка, и продукциска, и финансиска, ќе можат да проследат и серија на предавања кои што се всушност интерпретации поврзани со интерпретации на родот во уметноста. Едното од нив ќе биде организирано на Прво Блаженско и повеќе детали за тоа ќе можете да прочитате кога ќе објавиме програмата за фестивалот. Да. Кристина, Сашо Рајонски исто во студиото, ако смеам и јас да поставам едно прашање. Јас морам да кажам дека кога ги разговараме овие женските теми, особено во измината година, сум не би рекол зачуден и не би рекол изненаден, но sejedno со интерес ги следам овие афери кои што се отварат особено во светот на актерството, во светот на филмот, на театарот, а кои се врзани со разни злоупотреби и атакувања врз жените кои што работат во филмот, во театарот, не само на Балканот, во светот. Гледаме дека некои од најголемите практично афери и ова миту движење и така натаму беа токму стартувани заради тој вид на би рекол грди практики. Имате ли некакви, како да кажам, активности кои што се врзани со студентите, разговори, особено со студентките на овие теми, бидејќи вашата професија се испоставува како многу чувствителна на овој вид на злоупотреби од страна на мажите пред се? Да, мислам дека е значајно што токму во сферата на театарот и на филмот се почна да се говори поинтензивно за овие теми, најмногу не затоа што мислам дека ваквите случувања се таму повеќе фокусирани и повеќе ги има, туку поради јавниот интерес кој што овие професии го врзуваат. И во таа смисла мислам дека е многу важно што актирките го користат својот глас и својата јавна присутност во јавноста да говорат за тоа и на таков начин да потикнат промислување на овие за жал втемелени длабоко пракси во сите сфери на општеството. Што се однесува до студентките, ние имаме среќа, но и од друга страна и голема одговорност поради тоа што новите генерации токму така растеа и со МИТУ, нашите локални девојки од нашиот локален контекст знаат и за Прво Пажинско, знаат и за Пич Прич и знаат и за ја читаат Медуза.
тој штитат неколку силни женски иницијативи во кои што може да се информираат и да може да препознаваат ваков тип на насилство во основа. И тоа е клучно, дека кога зборуваме за сексуално вознемирување, зборуваме за насилство. И во таа смисла треба да останеме во таа сфера кога разговараме за оваа тема, да не интерпретираме дали се работи за некаков фолклор во дадени професии или дали во театарот актирките секако ќе се соблечат или секако имаат некои, како би рекла, поотворени односи со своите машки колеги, туку зборуваме точно за нешто што е во рамката на насилството и во таа смисла да, студентките и сами ги отвараат овие прашања, што пак нас не обврзува да бидеме апсолутно информирани и како педагози ние не ги учиме само на нивната професија, туку во некаква смисла ги учиме на некои вредности со кои што таа професија е поврзана и дека постои едно клучно нешто кое што е непобитно, а тоа е за да можеш да бидеш креативен и да можеш да создаваш креативно, ти мораш да се чувствуваш сигурно. А ако не се чувствуваш сигурно, нели практично не можеш да си ја практикуваш професијата. Она што моментално се случува во регионот, тоа е дека уметничките академии почнуваат да работат на во некаква смисла создавање систем на поддршка и на систем на превенирање на ваков тип на однесувања и на факултетите и на понатаму во професионалните средини. Она што со сигурност го знаеме дека моментално се ревидираше етичкиот кодекс на УКИМ, во кој што ние како факултет поднесовме значајни, како би рекла, коментари во полето на спречување на сексуално вознемирување и насилство, кои што се надевам дека ќе бидат земени предвид. Ве молам, земете го ова со резерва, бидејќи со процесот бев во тек до момент кога се поднесуваа коментарите. Претпоставувам дека сега после празниците ќе имаме и некој одговор по прашање на тоа. И секако секој факултет интерно може да влие, тоест да интервенира во своите етички кодекси. Да, така, јас токму се обидувам за утре да најдам соговорник на темата на етичкиот кодекс на универзитетот, па мислам, благодарам за овој одличен вовед, се надам дека утре во повеќе детали со некој од универзитетот и за тоа ќе разговараме. Да, помалку ни истекува времето предвидено за овој разговор. Може би на крајот нешто што е актуелно, а што вака е интересно, а тоа е прашањето дека кога се работи за феминистичка перспектива јасно изразена нели кога во некое уметничко дело, тоа често пати знае да се дисквалификува како активизам. А тоа впрочем му се случи на филмот што доби Оскар за најдобро оригинално сценарио, а тоа е филмот Перспективна млада жена, еден исклучително интересен филм. Па што мислите, Кристина, вие за ова? Активизам или уметност? Па јас мислам дека не знам зашто е неопходно да се прават разграничувања, постојат уметности кои што иманентно се социјално ангажирани, тоа не ги прави помалку уметности, исто како што и активизмот користи уметнички алатки за да може да ја комуницира пораката за која што застанува. Така што јас мислам тоа е мојот став по прашање на тоа дали ако е нешто активизам не е уметност и обратно. Особено во 21-виот век и со сите постмодерни, мислам дека е малку и чудно да се воопшто да се прават такви разграничувања. Што се однесува до филмот, за мене е многу важно дека тој филм постои. Можеме сега да дискутираме на ниво на вкус, меѓутоа мислам дека во една така прилично розевкаста обланда, прилично поп и сладко, тоа се делува на прв поглед, меѓутоа една неверојатна позиција по прашање на тоа како дали е всушност возможно жената сама да се избори за правда во еден свет кој што е патриархален и по основа не само што го перпетуира и го одржува практично тоа насилство, така што апсолутно супер дека го спомна филмот и моја препорака е да го видат особено млади девојки. Малку ова само време ќе го искористам да ги повикам
оние на кои што овој повик се однесува, отворениот повик на платформата е отворен до 15 мај и на имейл адресата на ТИТ се можете да видите на нашата интернет страница. Можете да се пријавите за да можете во рамки на платформата да развивате свои авторски проекти во полето на изведувачките уметности. Повикот е отворен за невработени жени уметници кои што работат во полето на независната културна сцена во полето на изведувачките уметности. Кристина, ви благодарам многу за издвоеното време. Ќе имаме уште прилики, се надевам, да видиме како ќе се развива и овој проект. За сега многу ви благодарам. Фала ви многу и на вас. Поздрав до сите и убав ден и бидете здрави.